Денеска заедно со советниците, заедно со представници од секторот за урбанизам во општина Струмица, сме во посета и вршиме увид во општинското основно училиште Маршал Тито во населено место Муртино. Станува збор за комплетно нова спортска сала која што ја изведува Министерството за образование и наука, е дел од програмата за изградба и опремување на 145 спортски сали низ државата, од кои едната е во Муртино. Станува збор за проект вреден 24 милиони и 500 илјади денари, кој што е финансиран од Министерството, но секако општина Струмица тука учествува со своји средства во однос на уредување и чистење на градежната парцела за спортската сала со некои 700 илјади денари. Веќе е во завршна фаза, како што може да видите. Останува уште опремувањето на полиуретанската подлога во внатрешноста на салата и секако тука дополнително општината ќе издвои средства за приклучок на салата на топловодната пумпа за затоплување на истата. Со тоа и општината и владата покажуваме спремност да инвестираме во младите, во подобри услови за одржување на физичко образование, за одржување на најразновидни видови на спортски настани и секако тоа е бенефит плюс за жителите на населено место Муртино. Вреди да се спомене во овој момент дека по завршување на спортската сала во Маршал Тито во Муртино преминуваме заедно со владата кон изградба на иста таква спортска сала во основното општинско училиште Сандо Масев, со што и ги задоволуваме потребите и на учениците од тоа училиште. Како што веќе реков и на претходната пресконференција, 2022 година комотно може да заклучиме дека е година на спортот во општина Струмица, затоа што навистина издвојуваме значителни средства од општинскиот буџет, секако поддржани и од страна на централниот буџет, наменети за спортот и спортските работници.